Со последното интервју во Точка ТВ со Сара Мејс ве покануваме на новогодишниот концерт кој што ќе се одржи вечерва во Филхармонија, а до тогаш следете го интервјуто. Сара, денеска е 29 декември, пред Нова година некој ден. Како се чувствуваш пред Нова година? Има ли некоја еуфорија? Има и како, преубаво, зашто вечер пееме концерт со The Christmas Girls, со прекрасните Калина, Поки, Теа и Емче. Така шо да се распееме пред концертно. И со тебе секогаш убаво друштво, мислам, во пријатно друштво. Исто така се осеќам и јас. А ако те навратам ретроспективно на 2021, што ќе ја паметиш? Па да почнем од почеток, јануари, преспав. Беше едно многу интересно убаво искуство. По зимските одмори, Копоник, Маврово, Илинче се качи за прв пат на борд, па и Крушево. Кога сме кај одмори по Египет, ќе ја памтаме птен, и ние, бога ми, по вашиот Египет. Беше едно стварно преубаво искуство, најубав одмор до сега. По 4 и Макфест, и Калина. Да размислам после тоа, пред тоа нешто. Најубавото нешто што ми се случи на полето музика реално оваа година е овој свеж проект Сара Мејс and the Christmas Girls, односно акапела формацијата, вокалниот квинтет кој што го направивме за да ги снимиме едни од најинтересните Christmas Carols. Има мислам дека има многу како кажа пред малку новогодишно расположение во тоа и можеби иако сме нели на сам крај на годинава и баш сега сме тука во жижата, вечер сме на концерт со Филхармонија и ЗДЖМ. Навистина тоа ми е едно од најубавите работи кои што ја одбележа оваа година. Значи го снимивме цел проект, сепак не се малку, 8 песни кои што сме си ги пеели како дечиња и како големи. Тие Christmas Carols се она for forever. Да. Песни кои што ни остануваат, као што доаѓа нели на времено кога го пуштаме бубле по дома. Секој си има нели Mariah Carey Ultimate за во кафики и такви работи. Така што мислам дека е нешто што ќе остане и за следните генерации, и за следните години, и за следните нови години. А и од друга страна, искрено, огромно чест и задоволство е да се пее со такви вокалистки како Калина, како Пуки, како Емче и како Теа. Така што, ете, тоа ќе си го, освен овие семејните убави одмори и топлата атмосфера дома, ете, тоа на поле музика ми е едно од убавите. Се случи, добро. Добро, се окей. Се случи исто така и сега ми текна и Охридско лето, ова на база на свирење во нели со оркестарот на Македонска опера и балет. Тоа ми беше исто еден од поубавите, поомилени концерти, зашто Чајковски за тоа. И така, не знам, мислам дека доста работи кажав. Можеби нешто заборавам, не знам. Мораме да прашам за ова последно денеска што ќе се случува. Со оглед тоа дека пред неколку дена, минатата недела, ако не се лажам, објавивме една анкета во која што ги прашавме Скопјани дали се чувствува новогодишната еуфорија и одговорот беше речиси ист, дека не се чувствува. Колку сега се чувствуваш ти гордо на овој проект? Со оглед тоа дека конечно ете има барем нешто што се случува на тема Нова година кај нас. Па, не знам, искрено имам чувство некојаш као да на нас луѓето општо вака не може крајот да ни се пофати, зашто не знам, значи као нели ајде да не навлагаме во такви теми, нема врска, Нова година, Merry Christmas and Happy New Year. Мене ми е убаво зашто не знам дома од која ќе си накитам, некако ми е дополнително новогодишно и интересно. На дома почнува се. Да, сега баш кога су Илина уште поинтересно е, пошто она многу се радува за такви работи. Со мачкава не е интересно, имаме мачка, значи ја бута елката, ги јаде украсиве и излутувам. Зашто сите маси имаме ставено. Да се уште не, ама се надевам дека ќе научи. Финти да ја научите мачката. Леле, за кучиња можам многу да зборам, многу сакам, цел живот чувам, многу се паметни, немам зборови, особено лабрадори, а тоа се човек. За мачкиве ќе кажам дека не сум кадарна, така што ќе си покјутам, не знам што да кажам.
Така што не знам, мислам дека на крајот на криштата све произлегува од нас, од внатре, да си направиш да ти биде убаво. Музиката е најубавиот паралелен универзум кој што може да постои и кој што е секојаш тука за нас, као си пушташ едно плей на некој таков новогодишен албум, Christmas Carols, дали ќе ти е тоа Бубле, не знам, Синатра има 500.000 работи и многу други, Дин Мартин, не знам, можеш што сакаш да си пуштиш и не знам, мене музиката ми е, можеби сега ова е пресубјективно, зашто сум музичар. Добро. Ама многу голем дел од атмосферата ми го прави. Да. Значи ми прави да ми биде новогодишно. И сега спомна песната 4, можеби еве за оние кои што не знаат, Калина Вилковска се представи на Макфест со таа песна и направи вистински бум. Имате цела приказна позади таа песна. Колку ова музичка номера остави печат на твојата кариера или ќе остави во иднина? Па, оваа музичка номера е многу стара, можеби една од првите песни кои што искрено ми се излеале од срцево. Многу се радував заради тоа што Калина ја испеа. Искрено, конкретно идејата дека Калина треба да испее таа песна беше на Боки, на Бојан Ајкју. И тоа не сме го знаеле. Баш да, еве сега го знаете. Ексклузивно. Да, Калина има таа зрелост да може таа песна да ја испее и плюс има и нешто уврска со приказна, така што мислам дека сосема се совпаѓа со Калина. Па ништо, многу се радувам заради тоа што песната се реализираше онака како што сакав. И не само Калина, многу битен момент во песнава е и Џоки, Иван Петровски. Џоки го правеше аранжманот. Значи Џоки ми е другар од не знам, од средно, заедно свиравме кога свирав уште со бенд по дискотеки во младоста. Значи свиравме секогаш со него. И сакам да кажам, сме блиски и можеме лесно да се прочитаме што ни се допаѓа, што не ни се допаѓа, на кај треба да се движи песната, не знам како треба да звучи кикот, лупам. Да. Така што мислам дека му беше исто така многу битна карика за да песната зазвучи онака како што зазвучи. И се на се јас сум многу среќна со тоа, зашто ми се допаѓа како звучи тоа. Просто твоја вака кариера. Без разлика што не е твоја песна, меѓутоа постојано се споменува дека ти ја направи песна, дека многу наликува на тебе, како ти да ја пееш дури и Калина звучи многу пати како тебе во самата песна. Па не знам, мене ми е важно само тоа да звучи онака барем приближно од тоа што сум се замислила, а Калина и Џоки ги надминаа моите очекувања и звучат и подобро отколку што ја можев да си замислам за таа песна, така да можем да им бидам благодарна за тоа што ми помогнаа така да се реализира песната. Мислам дека дури и на Макфест ја препознаа, имаше вечерта бевме излезени со Калина и двете вечери после полуфиналната и финалната, ние бевме отидени со Димитар као прави фанови и поддржувачи на Калина. Да, вие бевте таму. Врескавме, аплодиравме со сите салтанати се. И знаеш, луѓе ја препознава и честита и кажуваа дека песната им се допаѓа, што за мене е најреален знак, најубаво е така, да, најдобар фидбек. Фала. Така што не знам, тоа е тоа, нели онај награда се зема за овакво. Најдобар дебитант, така не се лажи. Да, малце е апсурдно да збориме за Калина, дека Калина е дебитант. Да. Што Калина може да предава. Ама да, тоа е, мислам, регулативите на Макфест. Реално дебитираше на Макфест, да. Да, важно е дека зема некаква награда, дека песната остана и ќе остане и ќе се слуша и понатаму. Оваа година исто така излезе една информација, односно во едно интервју ти кажа дека си имала криза во бракот, ајде да кажам. Тоа можеби вака звучи вау кога ќе се каже јавно, ама не е толку страно, ајде да кажам, затоа што во кругот на семејството се случуваат секакви работи кои што ги криеме од јавноста. Кога ја помина сета таа криза, ајде да кажам, што е она што сега би им го кажала на сите кои што поминуваат низ тоа? После дождот сонце доаѓа. Па види, Цеце, кој немал криза, мислам, не знам. Сега со овој памет, значи дур траела кризата, сум се викала, сега сме во криза, леле, што ќе биде. Али сега со овој памет си викам, фала ти универзуме што научив лекција, научив како да бидам подобар човек, потрпелива, како да сослушувам, како да не мрчам. Да. Да го слушаш Димитар, пошто многу не. Секој треба да се излече за мене, мислам не дека Димитар е совршен, ја мрчам и дека тоа било проблемот, него ја можам да се научам себе, не можам да научам некој друг, затоа се извлекувам лекции за себе.
он е исто така паметен човек, кој што е флексибилен за да учи. Така што мислам дека тоа е многу важно за секој човек, особено за во бракот. Мора да си малце флексибилен за да може да вакво не само за во бракот, уствари, за општо во животот. За да може да напредуваш, пошто ако премногу се углавиш у принципи, пример, еве имаш принцип да не каснеш. И сега секогаш ти каснат. И ти ако секогаш се нервираш за тоа, лошо на себе си правиш, ме разбираш? Ако треба вака некако пластично да го објаснам. Така што take it easy. Сара, што си посакуваш во идната година? Па си посакувам да бидам во добро здравие, не само јас, него и луѓето што ги сакам, моето семејство, значи Илина, Димитар, татко ми, брат ми, сите, нели, и пошироката фамилија, сите. Си посакувам да ми биде убава вака, да си останам заљубена, да си уживам во музиката, да ми е убаво да си ја работам најубавата работа на светот, пошто де факто мислам дека ја имам најубавата професија, барем за мене. Така. Нели, важно е преска зборевме, на тебе твојата ти е најубава, важно е на секој да му е убаво да си го прави тоа што го сака. Значи да не го доживува као работа. Или тоа е во музиката вика I play harp, вика не вика I work harp. Да. Као си играм цело време. Тоа нели кој е детето ја или Илина. Ги поврзавме се, извинете, ова малце интерни муавети излегоа. Ама тоа би си посакала за сите. Здравје, љубов и не знам, спокој. Да. Супер, пред самиот крај може ли да се распееш пред вечерашниот концерт? Да се распеам? Немам проблем. Сега те Нешто за нашата сакате на публика. бър? Вака. Да се распеам? Супер, Леле, не ми кажа дека ќе треба да пеам. Не знам што сакаш да пеам. Па не кажуваме прашања пред интервју. Ау, добро. Не знам, чека да ми текне ај нешто од проектов, сакаш? Да, секако. Од овие новогодишни. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Wow!